Град Скопје не открива детали за стратегијата која ја подготвува за развојот на Дрисла. Градот Скопје неодамна пресече и донесе одлука дека депонијата станува јавно предпријатие во собственост на градот и засега нема да се дава под концесија. Градот поднесува соодветна документација во Централниот регистар. Дрисла ќе стане новото јавно предпријатие на градот, ќе скенираме состојбата, ќе видиме какви се финансиските импликации кои што ги имавме ги имало во текот на последниве 8 години со цел да добиеме целосна слика што всушност значи Дрисла и во финансиска, меѓутоа и пред се во еколошка смисла, да ги видиме перформансите кои што може тоа јавно предпријатие само по себе да ги произведе со цел да ја направиме новата стратегија за Дрисла. Град Скопје пред 10 дена донесе одлука да си ја врати под своја капа Дрисла, откако фирмата Шолцак, со која требаше да склучи договор, не одговорила во законскиот рок. Претходно беше одземана концесијата од италијанскиот ФЦЛ Амбиенте, кој за ова покрена судски спор. Засега не се знае дали колку штета би платил градот доколку го изгуби случајот. Доколку судот пресуди дека поднесената тужба е основана, тогаш би му се овозможило на италијанскиот конзорциум да го врати статусот на концесионер на депонијата. Правниот застапник на италијанците вели дека најпрвин ќе биде побарана временска мерка за стопирање на одлуката за формирање на јавното предпријатие, а ините чекори ќе бидат договорени по состанокот со менаџментот на компанијата. Клучно за идниот развој на Дрисла е начинот на кој ќе се третира отпадот и како тоа ќе влие на животната средина. Активистите ја посочуваат депонијата како еден од клучните загадувачи на метрополата, а локалните власти барем засега не ги откриваат плановите за овој дел.